Добрината и неговите дела се траен печат и гаранција што вечно ќе не подсетуваат на човечкото постоење и на неговото име запишано со златни букви во вечната книга. Со напуштањето на овој земен живот на добрите луѓе не престанува нивното постоење, напротив, тие живеат во спомените на идните генерации. И поречиси неполни 50 на години од заменувањето на Трајан Блажевски Труман од селото Бургашево, од овој земниот живот за него се уште се раскажува како се уште да е жив. За него раскажуваат и оние кои го познаваа и тие што слушале за него. Тој живееше во време кога неговата татковина Македонија крвавеше на патот на слободата, кога ја делеа и парчеа од сите страни, во времето кога не се знаеше дали сонцето ќе ти изгрее или ќе ти зајде пред време. Во вакво време невреме, тој и Дукатинка стана родители на 6 прекрасни деца, кои го продолжија патот на нивните родители и честно и со љубов се вклучија во изградбата на нашата татковина Македонија, на која Трајан и се изградува по 1945 година. До тогаш неговото презиме зависеше од тие што беа господари на неговата родна земја Македонија. Кирило Блажевски Труман, неговиот најмлад син, денеска е горд на неговото презиме и прекарот, по кој веќе се препознатливи како семејство. Продолжувајќи го неговото дело и пренесувајќи го на неговите деца, размислуваше како трајно да им се одложи на своите родители и да ги овековечи нивните имиња. При една наша средба ми предложи тоа да го направам јас во форма на документарен, визуелен и аудио запис, ставајќи ми ги на располагање сите податоци со кои располагаше тој за нивниот живот. Твојата желба е благородна и за поздравување, му реков, но не знам дали јас ќе можам во целост да ја исполнам. Верувам во тебе, Зоране, ми рече. Неговото мислење за мене представуваше голема чест и обврска. Иако со доза на сомнеш дека ќе дојдам до доволни податоци да го направам овој документарен запис, прифатив. Почетокот беше тежок, но благодарение на пишаните податоци до кои дојдов, работите се поедноставија и сценариото за овој документарен запис содржински почна да го добива својот облик. Покрај кажувањата на Кирило Блажевски Труман и другите постари жители од родното село на неговиот татко Трајан, од селото Велмевци и од другите демихисарски села, мощне корисни ми беа податоците од книгата Велмевци од неговиот автор Никола Димитров, родом од селото Велмевци, како и од монографијата Трумановци од Бургашево од незиниот автор Киро Ангелевски Стерија, родом од селото Бургашево, денешниот град Демихисар. Во Велмевско-матичната книга на родени Трајан е заведен со презиме Блажевиќ, со преселувањето во Бургашево и понатака до неговото име стои презимето Блажевиќ. Ова презиме го носи и во 1945 година, а како доказ за тоа е правото за точење алкохолни пијалоци издадено од Окружниот народен одбор во Битола на 27 јули 1945 година. По завршувањето на Втората светска војна и ослободувањето на Народна република Македонија во состав на ФДД, во матичните книги на родени исправена е административната присила и Трајан е со неговото вистинско македонско презиме Блажевски. Ова презиме на фамилијата било актуелно кај селаните до отворањето на Центарот за социјална помош, наречен УНДРА. Народот вели, зашто се викал Трајан Труман, сакам да кажам, народот вели, на човек можеш името да му сгрешиш, ама презимето не.
Како што кажуваше нашиот социјалец Усеин Усеиновски, беше Трајан и ликот беше така тежок, личеше на Труман, на председател на Америка. Киро Труман, горд на своите родители, пред 10 години повеќе одлучи сите случаи и настави да бидат уредно забележени и овековечени, бидејќи незапишаното како изминува времето, така паѓа во заборав, а заборавеното е исто како да не се случи. Од таа причина ме замоли да направиме целосно истражување за животот и настаните на фамилијата Лажевски. По долгогодишно макотърно истражување, замислата е остварена и задоволен. Се надевам од успешно завршената работа, монографијата со својата содржина во целост ќе го оправда вашето очекување. Периодот опфатен од средината на 19 век па се до ден денеска представува слика на семејството стебло на Домановци, кој низ годините служило за пример најхумано и најавторитетно семејство во Бургашево. Семејното стебло и во иднина ќе расте, ќе се надградува и нема да скрши од патот по кој 2,5 века сигурно е гради својата иднина. Затоа препорачувам идните поколенија на Домановци да го продолжат тој пат и кога тие ќе оценат дека е време да ја напишат втората монографија, која како и ова ќе биде светол пример за другите, дека среќата и вечноста се постигнуваат само со добро и со хуманост. На крајот, нека му е среќно и вековито.
Јас сум Кирило Блажевски, по потекло од село Велмевци, а живеам во Демирхисар. Роден сум 1939 година во село Мургашево. Дедо ми се викал Неделко, кој ше по потекло од Прострење, а преселен во Велмевци. Татко ми се вика Трајан Шотевски, а мајка ми Дукадинка. Мајка ми Дукадинка е по потекло од Вранештица, од фамилијата Поповци, од татко Ѓорѓија и мајка Доста. Мажена во Велмевци за Трајан Блажевски Шотевски, мојот татко. Бидејќи немале деца скоро 3 години, една стара жена на татко му вика: но ако се преселите одовде од Велмевци, на друго место ќе имате челат колку што сакате. Дошол во Мургашево татко ми со мајка ми и тука во 1925 година се раѓа првото дете, Јонче Блажевски, а во 1939 година се раѓам јас, Кирило Блажевски. И така семејството на Трајан Блажевски почнало да расте во село Мургашево, од кој што сме 4 браќа и 2 сестри. Сите тие формирале своји фамилии, од тие фамилии стеблото наше постигнало до 63 членови. А тоа стебло го имаме прикажано и во сопствената книга, која што имаме издаено за Турмановци од Мургашево. Дедо ми се викал Неделко, како што спомнав, тој од Прострење дошол во Велмевци и кога дошол во Велмевци, тој изучувал занат пекарски, ошол во Софија. Кога се вратил во Софија како младо дете, отворил фурна и јан во село Велмевци. Баба ми се викала Петра, таа била чупа од големо илино, се мажила за дедо ми Неделко. Тие имале 3 деца, кои што 20 браќа, татко ми Трајан, стрико ми Богоја и тетка ми Парошкева. Сега тука дедо ми Неделко, пошто се занимавал со пекарски занает и произведувал прехранбени артикли кои што ги носил по селава во Цер, во Црско и така натаму, уште пред Илигденското востание. Тој е роден, дедо ми Неделко, 1860 година, како што спомна во Прострење. Тога во тој период, тоа е било турско време, тие агите го нападнале, му го зеле промето и го избркале од селово. И дедо ми Неделко после тоа почнал да оди кон Долни Демирхисар, натаму не одел, пашејќи се од турските аскери, дошол во Мургашево 1917 година. Тука отворил прво Анче на местото од еден турчин кој што се викал Неджип. Тоа Анчето го проработил, одел за сите сведни, за Свети Петар, одел во Смилево на манастирот, за Свети Јован во Слепечкиот манастир, каде што исто така носел лимонада, артикли кои што се потребни за домаќинства, со газија, со шеќер, со ориз и така натаму, ги снабдувал селаните. Превозно средство му било нему коњот. Со бел коњ кој што ги имам исто така во самава книга пресликано како символ, и имаме направено грб кој што представува символ на авторот Стојанчо Величковски од село Конопница, Кривопаланка. И во тој грб огнениот меч представува славата која што имаме ние, Свети Аранđел и Михаил, кој што таа слава не ја славеле уште во Велмевци и продолжиме да ја славиме и во Мургашево. Коњот представуваат символ кој што стопанисувал со двата дуќани и во Велмевци и во Мургашево. На коњот имаме исто така една огрлица кој што ги представуваат децата на Трајан и Дукадинка, Јонче, Милица, Неделко, Радојка, Илија и Кирило.
Исто така, на тој грб е представено и нашето знаме, приватно знаме, кој што го користиме за собствени семејни потреби, а тоа представуваат габа, усвари печурка, а тоа произлегува од тоа место што кај што било анчето во Велмевци, тоа мало се викало печурко мало, кој што е метнато и во самиот грб, мислам символизирано. Семејниот грб го изработи Стојанчо Величковски од село Конопница, Крива Паланка. А стеблото, кое што е изработено и внесено во самава книга, го изработи мојот внук Кирило Блажевски. Татко ми имал уште еден брат, се вика Богоја, и сестра Парошкева. Тие биле 3 деца. Како што спомнав, мајка ми потеклото е од село Вранештица, од фамилија Поповска, татко е се викал Ѓорѓија, и мајка ми има една сестра, Велјанка се викала, и тие биле 2 сестри. Велјанка мажена исто така е во Велмевци, за Ташко, а мајка ми се мажила за Трајана во Велмевци. Во Велмевци презимето наше представува по дедо ми Неделко Неделковци. Кога дошле во Мургашево, во колективите, татко ми бил магацинер. Во 52 година, во Америка од 45 до 53 година бил преседател Хари Труман. И уште во тогашна Југославија, од Америка во Југославија и во Македонија иделе јајца во прав и млеко во прав. Тие продукти тој ги делил на населението. И јајцата во прав и млекото во прав. Во еден период снемало такви артикли да идат во Југославија, поправо во Македонија. И тогај селаниве вика Труман нема поќе јајца, нема поќе делење, и од тој ден прекарот од 52-3 година во колективите и ден денеска тој прекар ни е нас, Трумановци од Мургашево. Мене ме знаат како Тиро Труман, а не како Тиро Блажевски. И така тој прекар и ден денеска го имаме, и затоа оваа книга е насловот Трумановци од Мургашево. Јас се сеќавам, поправ татко ми кажуваше, дека во Мургашево дедо ми Неделко 17 година го купил имотот од еден од двајца турци. Усвари првиот турчин се викал Демир, другиот брат се викал Ваид. Тој му рекол на татко ми дека нашиот адете дека прво тебе те понудуваме, пошто сте на една бразда, да ти го понудам имотов тебе да го купиш. Татко ми му рекол дека за сега немам толку пари. Турчино му рекол јас ќе те почекам тебе, а па тука бил и Мето, кој што бил соселанец на татка, и Мето му рекол нешто ја ќе те поземам, нешто ќе спечелиш од Дуќанов, земи го земјиштево. И татко се сложил, сега татко ми сакал тоа да го плати шо побрзо. Имале ограда во Велмевци, дал татко ми збор дека таа е продава. Симо Пупуле од Велмевци, кој што бил, тој во тоа време бил во Америка на печалба. Работел во фабрика за коли, Форд. Тој се јавил како муштерија и ја купил. Сега татко ми требало да ги пренеси париве во Мургашево. Плашејќи се од турскиот аскер, да не случајно го начекаат му ги зема парите, на баба ми Миноица е текнало дека и му рекла на зетов се на татко ми, Трајане, овие наполеони, златници што ти ги даде Спиро, ние сега ќе испредиме волна, ќе ги завиткаме во клапците внатре и случајно ако те начека некоја контрола од турците така натаму, нема сумливи да бидите и нема да ви ги земат парите. Така направиле и татко ми ги пренесол парите во Мургашево, му ги платил на Турчинов што го зел земјиштево, на Вајта, а исто така и од Мета што зел назад, му ги вратил назад и така станал свој на своето, а пак во 59 година тоа земјиште што го купил татко, со законот за национализација, државата му го одземат во 59 година и ден денеска тоа земјиште е одземено без никаков надоместок,
40 домаќинства се во тоа земјиште населени куќи, некој му е со среќа да си го користа земјиштето. Кога дошол татко ми од Велмевци со мајка ми во 23-та година, како што кажав дека тука 25-та година се раѓа првото дете, а 39-та сум се родил јас, од кои што рековне 6 деца, од кои 4 машки и 2 женски. Пошто ние сме биле повеќе деца, татко ми, сестра ми Милица и сестра ми Радка ги однесол тогај во Велмевци кај баба ми Минојца, таму да живеат и таму тие се запишале во основно училиште и учеле во истото училиште во Велмевци. Сестра ми Радка ми кажуваше мене, во тој период на време бугарско или српско како било, учитело не сакал да ја запишит во прво деление. Но баба ми Минојца е текнало на учитело му дала едно петле и тогај значи е запишал учитело, што значи и тога имало рушвет и во тој период на време имало рушвет. Така да овие сестри таму живееле повеќе време. Сестра ми Милица, таа скоро 8 години била таму, а татко ми бил вежба во Кичево и се навратил во Велмевци, а баба ми Минојца му вели на татко ми: море Трајане Чупево, сака да ја види мајка му во Мургашево, земи го Чупево. И татко ми тогај е зел сестра ми Милица, тогај имало некој се автобус што го возел Левко Крцковски од Цер, тој автобус одел Кичево Битола и дошле во Мургашево. Кога дошле во Мургашево, мајка му вели на татко ми: кој е тоа чупе што го донесе? Па добро, не ја познаваш ќерка ти Милица? И тогај солзи радосници се изгушиле, се избациле, значи што значи дека мајка ми веќе ја заборавила, а исто и сестра ми ја заборавила мајка ми во тој период на време. Тогај исто така сестра ми кажуваше, пошто су се родил тогај кога дошла сестра ми Милица во Мургашево, ми кажуваше дека таа повеќе ме гледала како дете мало, а мајка ми и татко ми ошле на жетва. Во еден период на време таа кој ме чувала дома, сум добил на температура и не се е текнало натопуват чаршав со винска киселина и ме завиткуват и така температурата спаднала. И исто така снимале тој некоја коза, снимале коза и од козата намолзила млеко, ми давала да пијам и кога си дошла мајка од жетва, е прашала ќерка е, уствари сестра Милица, што направи со детево и е кажала дека вака и вака направи и така мајка ми рекла: ми го спаси синчето. Мојата сопруга е од село Горно Дивјаци, Крушевско. Незиниот татко се вика Богоја и мајка Грозда, а исто така има таа две сестри Парошкева и Вета и брат Блаже. Незиното семејство потекнуваат од фамилијата Крстевци, така ги викаат во тоа село, а исто така незиниот дедо Цветан Илиевски, кој бил родом од село Зашле, а преселен во Кочишта, беше првиот преседател на општината во Демир Хисар од 45-та до 49-та година. Јас основно училиште завршив во село Кутретино, бевме скоро
30 деца, затоа што тука беа и од Содоло и Котретин учениците, и ние од Мургашево 3 деца одевме таму. А прибидејќи кај нас немаше основно училиште, а осмолетка завршиш после 4 години во Демиркисар. А директор, се сеќавам, тој беше Душко Петревски од Велмевци. Ние имаме 2 синови, Живко најстариот, и Љупчо Блажевски. Тие исто така, Живко имат едно чупе, Кристина, кој што спомнаме, Кириловска. Од помалиот син Љупчо Блажевски, внукот Кирил Блажевски, внуката Јана Блажевска. Сите податоци кои што ги прибирав јас, кои што ми раскажува мојата мајка, мојот татко, моите сестри, ми дадоа едно чувство дека можам сега за нашава фамилија да направам еден родослов кој што ќе биде внесен за поколенијата наши кои што треба да се сеќаваат за нашиот корен, за нашето поколение, така натаму. Така да уште пред 20 на години тие податоци јас ги прибирав, стапив во контакт со мојот пријател и соселанец Чиро Ангелески Стеријата. Со него успевне оваа книга да ја оформиме. Монографијата Трумановци од Мургашево излезе од печат во 2017 година. Во Домот на културата во Демиркисар е одржавне промоцијата за книгата Трумановци од Мургашево. Сакам најпрво да кажам дека овој ден е ден на книгата Трумановци од Мургашево. Со таа книга јас од порано си имам запознато, но денеска навистина видов колку таа има голема вредност и бидејќи е примера со љубов и желба да се прочита од страна на демиркисарци. Книгата Трумановци представува монографија за едно семејство македонско. Трумановци досега беа само еден дел од македонското ткиво. Сега се дел и од македонската историја. Што е важно за оваа книга да се каже? Постојат доста монографии, студии за кралеви, цареви, за императори и така натаму. Меѓутоа, горе се исполнети, тие се исполнети со пресметки, со омрази, со меѓусебни убивања и така. Оваа книга е исполнета со љубов, со желба за соработка едни со други. Труман бил познат во Мургашево со својата добра постапка. Тој ги спасил мургашевци од фашистичката злоба кои сакале нив да ги подишат. Сакам и тоа да кажам, дека оваа книга потикнува да се пишуваат и ред други книги. Демиркисар е област во која има доста писатели и поети. И оваа книга ќе биде дел од современото македонско творештво, составен дел на македонската историја и култура. Ние, велмешани, сме посебно радосни и горди што корените на оваа фамилија Блажевски толку потекнуваат од нашето село,
А на мојот соселанец Кирил, пошто селото го исписил Бог, а градот го измислил Мието, посебно сакам да му се заблагодарам за идејата, упорноста и напорот што ги вложи во издавањето на оваа книга, посветена на фамилијарното следно мажество, преку која книга нашето село дополнително се слави и афирмира. Но и пред да биде ова книга издадена, нашиот соселанец Кирил беше секогаш присутен со нас. Секогаш учествуваше во нашите акции кои работеле за подобрување и за подобар изглед на нашето село Грбец. Затоа сакам во ова свечна книга, во името на местната заедница, тоест во името на грбешаните, да му упатам и изразам јавна благодарност на сите добри дела што ги направи во изминатите години, а особено на големата материјална финансиска подршка што е додели при довршувањето на нашите селски проекти. Сите наши идеи га ја реализираме. Само остане една која ми жали мене пред една година да ја реализираме, а тоа е ова промоција да се издржи толку во селото од каде е нашиот Кирил и фамилијата. Во хералдиката огнениот меч е символ на свети Архангел Михаел. Архангел Михаел е куќката слава на семејството која што е издигната на вид на култна прослава. Белиот конј кој што е ставен на челенката, челенка е врвот на грбот, е визуелна представа за сила, моќ и издржливост низ потешкоти кон возвишена цел беше изборот на максимата која што во секој момент била мотото на фамилијата, мотото да се обстане, мотото да се истрае и мотото да се задржи семејната лоза и да се прослави својот род.
Ова книга ја оставам во аманет да ја прочитат сите мои внуци, роднини пријатели во Мургашево, Велмевци и пошироко во нашава држава и во светот.